Во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа третата поред меѓународна изложба на уметничка фотографија Фотофокус 2013. Изложбата беше во организација на Фотокино клуб Козјак од Куманово. Значи, изложба Фотофокус е трета поред меѓународна изложба, односно четврта поред. Првата година Фотофокус беше републичка изложба, која нашиот клуб го виде недостатокот на македонски уметнички фотографи, решивме да ја прошириме изложбата меѓународно и 2011 веќе стана прва меѓународна изложба Фотофокус. Ова година е трета поред, традиционална, се надеваме дека ќе продолжи натаму. Пристигнаа 4122 фотографии од 563 автори од 70 земји, што представува и своевиден рекорд за ваков тип на изложба. Од Центарот за култура Трајко Прокопиев има изложено околу 100 и нешто фотографии. Значи, тука се наоѓаат само наградените и најуспешните фотографии кои ги избра жирито. Значи, тоа одлучуваше за поставката на ова изложба, а жирито, да споменам дека е составено од реномирани светски фотографи, како што се Теодор Пантера, еден од 4 доктори на фотографии во Европа, Луис Алберто Франке од Аргентина, еден од најактуелните автори на меѓународен план, и Драган Проле од Босна, инаков представник за Светската фотографска организација ФИАП во Босна и Херцеговина. Покрај слабата заинтересираност на кумановчани за ваков вид на манифестации, сепак присутните беа одушевени од организацијата и квалитетот на фотографиите. Изложбата е прекрасна, значи фотографиите се фантастични, немам зборови. Многу ми се допада. Одлично, само што почнавме да ја разгледуваме и вакви настани се многу ретки во Куманово. Неверојатно добро. Многу убава изложба и не е ништо под очекувањата што ги има. Знаеме нашите колеги што може да направат. Изложбата е прекрасна, како и сите други изложби кои што ги организира Фотокино клубот Козјак. Јас доаѓав и претходно на неколку изложби, така да и ова изложба е на исто високо ниво како и претходните. Фотокино клуб Козјак за Куманово е една од најактивните културни организации и мислам дека нивната работа во Куманово би требало да даде еден допринос во изградба на она што се вика културен живот во градот, затоа што нема многу такви организации кои може да се пофалат со таква одлична работа. Клубот Козјак оваа година одбележува и 65 години од формирањето. Исто така може да се пофалат со голем успех во творечкото излагање, каде што многу автори, членови на овој клуб, освоја голем број на награди. Од творечки излагачки активности можеме слободно да се пофалиме дека нашите автори, членови оваа година освоија бројни награди на меѓународно поле, значи кај што на изложби кај што се такмичат уметнички фотографии од повеќе од 50-60 земји во конкуренција од по 10.000 фотографии. Значи тоа представува голем успех не само за нашиот клуб, туку за Куманово, а воопшто и за Република Македонија. Нашиот клуб стана лидер во македонската фотографија, односно во македонската уметничка фотографија. На изложбата присуствува и членовите од Фотокино клуб Види, Открива Паланка, кои видно задоволни зборуваа за соработката помеѓу клубовите. За некоја година и половина, ние заедно со помош на Фотокино клуб Козјак од Куманово и со наши сили во Открива Паланка за прв пат организиравме ланската година изложба на репрезентативни фотографии како сега што можеме да ги видиме тука, што тоа беше уникатна работа за нашиот град. Прв пат во историјата на градот се случува такво нешто. Нашиот клуб ја увиде недостатокот на уметничка фотографија, односно фотографии кои се бават со уметничка фотографија. Затоа пред 2 години активира фотокурсеви кои се одржува во нашиот град
А еве од ова година почнеме да организираме фотокурсови и работилници низ другите градови низ Македонија. Задна фотоработилница што имавме беше работилница во Крива Паланка, која мора да бидам искрен, бев пријатно изненаден од посетеноста. Исто така неверојатен успех. Значи ние се надевавме дека ќе имаме 10 до 15 луѓе кои што би сакале, би имале интерес да ја посетуваат обуката, работилницата. Испадна дека постојано имавме секојдневно 30 на луѓе заинтересирани, најголем дел од Крива Паланка, и имаше дури едно цело возило полно со луѓе доаѓа од Кратово за да присуствуваат на работилницата, така да беше екстра. И се надеваме дека во Паланка ќе видиме една млада екипа кои ќе продолжат да се бават со онака баш суштински уметничката фотографија.